Од вкупно позитивни 11 случаи на COVID-19 вработени во градинките. Дури 9 се од оваа градинка позади мене во Кочани. Останатите 2 се во Пробиштип. Среќа во несреќа е што 9 вработени од единствената детска градинка во Кочани се откриени при последниот скрининг на вработените. Ново заразените се во изолација. Надлежните во случајот општинските власти подитно ги превземаат потребните мерки за заштита на останатите 84 вработени. И не само сега, туку постојано ние вршиме дезинфекција, посебно на ваквите виталните установи и во детската градинка се направени повеќе интервенции, повеќе воредни дезинфекции, се со цел да навистина спремни бидеме и да го дочекаме денот на отварањето на детските градинки за дечињата, што значи дека и во овој момент презимаме сите мерки и правиме дезинфекција како на детската градинка, така и на сите други институции и јавни површини каде што сметаме дека има потреба од таква дезинфекција. Кочанци повеста за влезот на ковид вирусот во градинката, чиј капацитет е за 623 згрижени деца, денеска пред микрофонот на телевизија Стар изразија крајна предпазливост во заштита на своите деца. Дали би го пратиле детето во градинка? Не. Зошто? Па зашо? Зашо може да ме питаш кога има таков вирус? Алтернатива некоја? Не, брат. Вие ќе го чувате или? Ја ќе го чум. И другите се со познат негативен одговор. Не, Зошто? па не знам. А имате кај да ги чува? Има. Не, Зошто? не знам. Имате алтернатива за тоа да Не. да чува? Освен родителската, тука е грижата и од нивните најблиски. Па роднините не би ги пратиле за тоа што ги чуват они. Каков е коментарот? Какви се коментарите низ Кочани? Па сега секој различно. Некој би ги пратил, некој не. Се чека да ги отворат или како? Па чекаме да ги отворат, да. Во Пробишти поевидентираните двајца заразени од корона во тамошната детска градинка Гоце Делчев со 63 вработени капацитет од над 400 изгрижени деца, состојбата е следна. Деновиве и од страна на детската градинка, но и во соработка со општина Пробишти се доставени материјали во делот на дезинфекцијата, засилени се контролите, сите лица кои што беа во контакт се изолирани. Сето она кое што можам да го кажам во овој момент е дека чекаме насока како од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, доколку втората половина на јуни месец се одлучи да се отворат детската градинка како на ниво на држава, така и во Пробиштип. Во Штип, скринингот на вработените од градинките се очекува да стартува деновиве.